Морам да кажам дека четвртфиналните превари беа стварно добри, одлични беа. Поздрав до нашите играчи. Се надевам дека со овие наши анализи колку толку успеваме да помогнеме во нивната крајна цел да дојдат до одреден до одредена добивка, до одредени погодоци, но фудбалот не би бил фудбал кога не би имало изненадувања и кога не би бил неизвесен како што е секогаш. Значи, гледавме интересни надпревари, мислам на четвртфиналните надпревари. Имаше голема неизвестност, но сепак резултатите излегоа онака како што ги анализиравме пред тоа после завршувањето на осмина финалните надпревари. Ќе напоменеме дека Шпанија-Швейцарија беше доста квалитетен надпревар, со тоа што Шпанија повторно покажа една несигурност во одбраната, слабости одредени во одбраната и се доведува во ситуација да одиграат нерешено и на крај да мораат преку пеналите да ја поминат Швейцарија, која уште еднаш се покажа како многу цврст противник, екипа која има искуство. Оваа екипа игра веќе 5-6 години заедно. Мислам дека горе-доле скоро сите играчи беа и 2016 година на последното европско првенство, така да не е ништо чудно што Швейцарија дојде до тука и што успеа една Шпанија да им направи многу проблеми во пласманот во полуфинале. Мислам дека Шпанија може подобро и треба да игра подобро, затоа што сепак тоа е еден фудбалски гигант, фудбалска селекција која секогаш се бара од неа добри резултати, но напоменавме веќе неколку пати, со самото тоа што правеа смена на генерација, мислам дека Шпанија сепак им треба малку време за да оваа генерација стаса, да се уигра добро и да покажува уште подобри игри понатака. Вториот надпревар кој можеби на публиката им беше најнеинтересен беше Данска-Чешка, но од фудбалски аспект гледано беше доста интересен надпревар, со шанси, со борбеност, со мала иницијатива и, да кажеме, однос на квалитетот, мала предност на екипата на Данска, која што на крајот успеа да ги реализира своите шанси. Иако мореме да кажеме искрено дека чесите беа добар противник и на 1-0, и на 2-0 кога водеше Данска, па и на 2-1 кога намалија. Бога ми имаа доста добри акции направено, доста шанси створија и немаше да биде ништо чудно ако екипата на Чешка на крај успеи да изедначи и евентуално да избори пласман понатака, но Данска е искусна екипа со искусни интернационалци во своите редови и тоа големо водство 2-0 кој успеа да го претвори уште во првото полувреме, успеа да го сочува до крајот на надпреварот и со доста мака да се пласира понатака во уште еден успех за нив во полуфиналето на Европското првенство. Најатрактивен надпревар секако беше Италија-Белгија. Според моје мислење, Италија го положи тестот со одлична оценка, одигра добар надпревар. Ме изненади позитивно тоа што пробуваа во текот на целиот надпревар да играат висок пресинг, ги напаѓаа горе играчите на Белгија и едноставно имаше моменти кога играчите на Белгија не можеа дури ни да ја изнесат топката од половина, од центар нагоре, за да успеат да направат одредена акција. Може би во овој момент, до сега, репрезентацијата на Италија е екипа која игра најстандардно добро, со најквалитетна игра и ако вака продолжат, нема да ништо чудно да бидат и главни кандидати и фаворити за освојување на Европското првенство. Мислам дека од Белгија се очекуваше малку повеќе, не одиграа на потребното ниво против Италија и нема ништо ново да кажам ако кажам дека Италија апсолутно заслужено се избори за пласманот во полуфиналето, со тоа што мораме да напоменеме дека за среќа на оваа репрезентација
За селектор дојде Манчини, кој бил напаѓач, кој бил одличен играч и сака да игра фудбал. Се гледа тоа дека сака преку акција, сака преку центар шут, сака преку добри изградени пасови да створи шанса за гол, да створа добра акција за завршница и мислам дека тоа им дава резултати. Плюс, ако се земе во обзир нивната секогаш добра игра во одбрана, нивната секогаш пожртвованост да играат до последниот момент. Мислам дека тоа све во целина кога се заокружи ги дава тие резултати кои што ги постигнува Италија и пак ќе кажам најсериозен кандидат според мене до сега за освојување на европскиот трон. Ќе видиме, остануваат уште малку утакмици, дали и тоа ќе се оствари. Последниот надпревар беше Англија-Украина, каде што репрезентацијата на Англија беше апсолутен фаворит. Говорев пред тоа дека се уште Англија се нема пронајдено максимално онака да изгледа како репрезентација која гази, која игра сигурно, која игра еден фудбал шампионски, но еве надпреварот со Украина покажа дека ја подига својата форма, дека полека и они можат да рачунаат дека заедно со Италија, ако вака играат, дека би требало да бидат главните фаворити за освојување на европскиот трофеј. Украина го постигна својот најголем успех, дојде до пласман на четвртфинале меѓу 8 најдобри селекции во Европа и веројатно се задоволни со тоа. Не би правил некои паралели сега меѓу овие две селекции, затоа што превисок е поразот за да ние сега бараме дали Украина можела да пружи поголем отпор или не. Се случи тоа што се случи, прими многу брзо гол во четврта минута, по еден одличен пас на Стерлинг и добра реализација на Кейн и после тоа веќе беше све за нив потешко да се организира, да направат некоја акција и така да не би ја коментирал многу оваа утакмица, овој надпревар, затоа што едноставно Англија доминираше, даде 4 гола. Знаеме дека англичаните се опасни на тие прекити игри, во играта со глава се доминантни секогаш, години и години наназад, така да го направија она што требаше, потребното и се пласира во заслужено, апсолутно заслужено во полуфиналето. Тоа беа тие 4 надпревари кои за љубителите на фудбалот можеме да кажеме дека секако може да бидат луѓето задоволни од она што го видоа. Имаше добри надпревари, убави акции, се подигна малце нивото на квалитетот на надпреварите, откако почна елиминационите надпревари, како што кажав, затоа што веќе нема калкулации, мора еден доди напред и мислам дека веќе влагаме во една фаза каде што можеме да бидеме многу позадоволни од квалитетот на фудбалот што се игра на европско првенство. За во групната фаза не би можеле тоа до таа мера да го кажеме, се уште не беше квалитетот на некој потребен ниво, но еве веќе се подига од осмина финалето натака и мислам дека може веќе да се каже дека ова европско првенство ги задоволува полека вкусовите на љубителите на фудбалот. Сега доаѓаат двата клучни надпревара, тоа се полуфиналните надпревари и тука ќе знаеме и ќе видиме кои две екипи ќе се борат за насловот за европски првак во фудбал. Прво се игра надпреварот Италија-Шпанија. Стара традиција, стари противници кои многу пати се среќавале до сега. Многу пати се случувало да играат надпревари каде што се одлучува за големите трофеи, така да од тој аспект ќе биде интересно да се гледа. Сега, можеме јас вака да кажам од некој моје фудбалско видување, дека италијаните според формата која до сега ја прикажуваат и шпанците нормално според својата форма која до сега ја прикажуваат, може да кажеме дека италијаните ќе бидат благи фаворити, но тоа во фудбалот никогаш не значи ништо, нема сигурно ништо, затоа што фудбалот е таков каков што е и многу пати пружа и овозможува некогаш и послабите екипи во моментот да успеат да победат на одреден надпревар.
Ќе биде интересно да се види надпревар на две слични школи кои знаат да го чуваат резултатот, знаат да го крадат и времето ако треба, ако им одговара. И двете се тука многу слични репрезентации. Знаат да играат фудбал дефинитивно, посебно поготово откако дојде Манчини за селектор, значи повторно ќе кажам дека италијаните пробуваат да играат убав фудбал. И до сега тоа успешно им се враќа. Шпанија има една помлада селекција, правеше смена на генерација, како и некои други репрезентации кои го правеа тоа во овој одреден период, овие години, но тоа е што е. Шпанците според мене со оваа селекција и ова што го направија до сега е релативен успех. Дојдоа до полуфинале и баш живо ме интересира како ќе се снајдат и како ќе го одиграат овој надпревар против оваа силна Италија, силна во смисла да до сега остави најсилен впечаток заедно со Англија од сите надпревари, од сите екипи. Вториот надпревар е Англија и Данска. Сигурно многумина како и мене мислат и размислуваат дека Англија ќе биде фаворит и веројатно и ќе биде фаворит, нема ништо да биде тоа ново и чудно ако го кажеме. Се надевам дека Англија го подигна нивото на квалитетот, го подигна тонусот во спортскиот жаргон, што би се рекло, и дека ќе успее после не знам колку години, не знам колку знаат љубителите на фудбалот, но една таква силна, фудбалски силна земја до сега не успеала да биде ни еднаш европски првак. И ја лично сметам дека оваа голема шанса која ќе им се пружи, посебно што ако се пласираат во финалето, ќе играат на Вембли пред своја публика, мислам дека ќе се потрудат да ја искористат максимално. Данците го направија успехот до сега за нив по мене максимален според квалитетот што го имаат. Би било огромно изненадување ако успеат да се пласираат и во финале, но знаете, не смееме да им ја одзимаме таа шанса. Сепак ќе почекаме да видиме како Данска ќе им пружи отпор на англичаните, со тоа што ќе напоменам, Англија е фаворит за цела фудбалска Европа, е фаворит и веројатно вака гледајќи ги овие 4 екипи, најинтересен пар во овој момент, најинтересно финале би било кога би играле селекциите на Англија и на Италија. Се надевам дека успеавме да ви доловиме каква била до сега состојбата во екипите, како играле до сега и очекувајќи како ќе биде и до крајот. Се надевам дека ви помогнавме барем малку во анализите на она што вие го размислувате да го играте. И она што е најважно, се надеваме сите дека ќе гледаме добри надпревари, па сето она што ќе се случува понатака ќе го искоментираме во следниот подкаст. Кажавме што имаме да кажеме, сега престанува да одиме да гледаме надпревари. Ајде.